20-тиот јубилеен национален конгрес на Кинеската комунистичка партија не само што го представи планот за развој на оваа земја, туку влева доверба и надеж за соработка на Кина и другите земји. Председателот Си Џинпинг ја најави модернизацијата на Кина како врвен приоритет до 2035 година. Но што ќе значи тоа за целиот свет? Како една голема земја како Кина, со вкупно 1/5 од светското население и 18% учество во економскиот агрегат, може да влијае врз ублажување на последиците од економската, но и од енергетската криза. Дали ние како Македонија во иднина може да очекуваме кинески инвестиции? Како Кина гледа на војната во Украина? За сите овие, но и за многу други прашања, разговараме во интервјуто со амбасадорот на Народна република Кина во Република Македонија, неговата екселенција господинот Џанг Џуо. Господин амбасадор, војната во Украина се интензивира. Светот секојдневно не само што ги гледа, туку и ги чувствува последиците од истата. Како Кина, како една светска велесила, ги коментира случувањата на овој дел од светот и може ли да се очекува крај на војната? 要读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。举世瞩目的中共20大胜利召开，不仅为中国擘画了发展蓝图，也为动荡变革的世界注入确定性和正能量。习近平总书记在20大报告中真诚呼吁世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进各国人民相知相亲，共同应对各种全球性挑战，并郑重宣示中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来。全人类共同价值蕴含着不同文明追求美好生活的共同向往，树立了当今世界评判是非善恶正邪的真正的标杆。只要世界站在历史正确一边，站在人类进步一边，世界各国定能求同存异，和睦相处，合作共赢，相知相亲，乌克兰危机也就能早日结束。中国坚持走和平发展道路，始终是全人类共同价值的坚定倡导者和积极践行者，同各方携手共促世界和平稳定与发展繁荣。中方在乌克兰问题上的立场也是一贯的、明确的，将继续为推动局势缓和发挥建设性作用。Hvala. Светот несомнено е во економска криза и затоа ја чувствуваат не само неразвиените или слабо развиените европски земји, туку и високо развиените европски земји. Економската криза е продлабочена и од енергетската криза. Колку Кина може да влијае на ублажување на последиците од оваа енергетска криза? 当前世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。作为一个有着全世界近1/5人口，占世界超过18%的经济总量的大国，中国政治稳定本身对世界就是一个好消息。中共20大不仅为全面推进中华民族伟大复兴提供行动指南，并且习近平同志全票当选中共中央总书记，这给了世界观察认识中国稳定的预期。那么也为世界认识和观察中国提供了稳定的预期。不少国际知名人士就强调了20大之后中国发展方向大政方针的延续性。这在当下充满不确定性的国际局势中极为难得。习近平总书记
在20大报告指出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。这将为国际社会应对全球性挑战注入强大正能量。构建人类命运共同体从国别到地区，从双边再到多边，在各领域各方向都取得了实质性进展。共建“一带一路”倡议已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。全球发展倡议和全球安全倡议为世界和平发展注入了新的动力。中方愿同包括白马在内的世界各国一道，携手推进人类命运共同体建设走深走实，落实好全球发展倡议和全球安全倡议，推动共建人类“一带一路”建设。这一倡议同各国的发展战略以及区域合作倡议对接，共同开创人类美好的明天。发了。Во последните неколку децении Кина несомнено е лидер кога станува збор за техничко-технолошкиот развој и афирмацијата на дигиталната индустрија. Колку целиот овој напредок се должи на државна стратегија? 实现现代化是中华民族近代以来孜孜不倦的追求。中国共产党成立以来，团结带领中国人民经过100年继续奋斗，特别是中共18大以来，新时代10年的伟大变革，完成脱贫攻坚、全面建成小康这一历史任务，迈上了全面建设社会主义现代化国家新征程。现在中国的制造业规模稳居世界第一，也是联合国唯一拥有产业分类中全部工业门类的国家。数字经济蓬勃发展，迈入了创新型国家的行列。据世界银行报告显示从2013年到2012年，中国经济对世界经济增长的平均贡献率达到了38.6%，那么居世界是第一，也超出了G7国家平均贡献率的总和。所以事实有力证明，中国不仅发展了自己，也造福了世界。当前世界多国陷入动荡，导致内政外交出现急转弯。但中国式现代化成功推进和拓展，不断丰富和发展人类文明新形态。习近平总书记在20大报告指出，从现在起，中国共产党的中心任务是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国，实现第2个100年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。那么20大描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，并将此确定为新时代新征程中国共产党的中心任务。所以我认为这些伟大进程必将深刻影响世界，造福人类。中国共产党愿同世界各政党交流互鉴现代化建设经验，共同丰富走向现代化的路径，更好为我们本国人民和世界人民谋幸福。发了。
Неодамна во Хрватска во употреба беше пуштен Пелешки мост, импозантна градба. Колку ние како Македонија може да очекуваме некаква слична градба во нашата држава и каде е местото на Македонија кога станува збор за ваквите кинески инвестиции? 克罗地亚佩列沙兹大桥、匈牙利菲涅什利特凯东西门塘站5G 智慧铁路港，这些都是中国中东欧国家合作和“一带一路”建设的缩影。那么中白马双边的合作稳步推进。据白马方统计，2021年双边贸易额9.44亿美元，同比增长23.6%。中国宁波军盛投资的白马军盛拥有1400名员工，严防埃尔西汽车安全公司落地斯科普里工业技术园区，所以各领域务实合作取得了丰硕的成果，也造福了两国和两国人民。中国是一个开放且充满活力的大市场，也成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。全球货物贸易第一大国的地位更加稳定。在新一届中共中央政治局常委同中外记者的见面会上，习近平总书记再次强调，中国开放的大门只会越来越大，并深刻指出中国的发展离不开世界，当然世界的发展也需要中国。这彰显了新时代中国共产党人的国际视野和天下情怀。所以我们中方愿同所有的合作伙伴一道，致力于让世界相互连通，而非彼此割裂；相互开放，而非彼此封闭。所以期待我们中白马两国坚持合作共赢，不断开创我们双边关系新局面。发了。Во Кина неодамна се случи 20-тиот јубилеен конгрес на Кинеската комунистичка партија, настан кој што има огромно значење не само за Кина, туку и за останатиот дел од светот, затоа што одлуките кои што ги носат тие 2340 делегати имаат широко појасно влијание во сите останати сектори и во сите останати делови на светот. Доказ за тоа и бруто домашниот производ на Кина, кој што порасна за 7,2%, па сега изнесува цели 18,5%. Од друга страна пак Кина е трговски партнер на 140 земји и региони. Председателот Си Џинпинг ја најави дигитализацијата и модернизацијата на Кина како врвен приоритет до 2035 година. Господин амбасадор, што значи сето ова за останатиот дел од светот и колку одлуките кои што ги донесе Кинеската комунистичка партија на овој конгрес ќе имаат влијание врз остатокот на светот? 中国共产党第20次全国代表大会为中国未来发展指明了前进的方向，为中国同世界各国的友好合作注入了强劲动力。20大最重要的成果是选举产生了以习近平同志为核心的新一届中央领导集体，这充分体现了全党全国人民的共同的愿望共识。那么，习近平总书记的正确领导下，由习近平总书记继续领航掌舵，由习近平新时代中国特色社会主义思想正确指导，中国这艘巨轮就会沿着正确方向，坚定不移、勇毅前行，实现20大确立的发展战略和目标。中国共产党的举旗定向，其意义是世界性的。这不仅体现了一个大党的稳定成熟，
也为乱变交织的世界注入了稳定性力量。习近平总书记在20大报告指出，中国共产党是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的党，也是为人类谋进步、为世界谋大同的党。中共20大把弘扬和平发展、公平正义、民主自由的全人类共同价值，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，这些内容写入了党章。这样的胸襟和抱负，在世界政党史上是不多见的。9600万党员在党的旗帜下团结成一块坚硬的钢铁，始终同人民站在一起、想在一起、干在一起，从而凝聚起14亿多中华儿女团结奋斗的磅礴伟力，一步一个脚印，把20大做出的重大决策部署付诸行动，见之以成效，推动中华民族伟大复兴的巨轮乘风破浪，远方扬帆远航，所以必将为人类和平与发展崇高事业做出新的更大的贡献。谢谢。Може би не можат да ги решат сите светски проблеми, економски и енергетски кризи, но одлуките кои што ги носат дури и внатрешно имаат влијание глобално. Кина одамна веќе не чекори рамо до рамо со дигитализацијата, туку чекори години нанапред. Затоа се чини дека 2035 година ќе дојде многу бргу. До тогаш да уживаме во нивната умешност и да се надеваме дека сите нивни одлуки ќе имаат позитивно влијание врз остатокот од светот.